Со читање на поезијата на Ацо Шопов од страна на ученици од општина Штип, Дом на млади во соработка со општина Штип ден порано го одбележа родениот ден на овој познат штипски поет. Стално зборувам дека народ кој нема азбука е неписмен народ, но народ кој нема книги е прост народ. Денеска сте вие овде, деца, значи денеска сте вие овде да прочитате нешто многу важно. Затоа ми е мило што од нашиот град потекнува Ацо Шопов, што се поклопува неговото чествување со нашиот празник на градот, или што мислам дека вие давате голем допринос да сеќавањата за Ацо Шопов живеат. За манифестацијата насловена како Младите за Шопов, односно надпреварот во рецитација на стиховите на Ацо Шопов, беа пријавени 24 учесници, а според следниве пропозиции 4-члено жири одредуваше кој најдобро ќе ги пренесе емоциите на Шопов во неговите песни. Ние како членови на комисијата ќе ги оценуваме токму оние способности на учесниците кои се поврзани со акцентската целост, со нагласокот на самите овие зборови, потоа за убавото изразување и се разбира она јасна дикција. Една од учесниците беше Росана Бадева, ученик во Средното општинско училиште Славчо Стојменски, која ја рецитираше песната и уште еднаш Црно сонце. Не ми требаше долго за да се подготвам и за да ја извршам песната, само неколку дена и тоа е тоа. Очекуваш ли награда? Па, не знам, зависи од конкуренцијата. И покрај скромноста, Росана Бадева заедно со Димитри Ѓоргиев, ученик во приватното средно училиште Саба, ги освоија двете предвидени награди. За делата на Ацо Шопов говореше магистр Милена Ристова Михајловска, а за пророчките мисли во неговите песни кои подоцна се реализирале професор доктор Блаже Китанов. Она што е карактеристично и специфично за истата таа поезија на кој што работат денешниве интерпретатори, аналитичари, рецензенти и критичари на литература се символистичките и надреалистичките елементи во поезијата на Ацо Шопов. Тоа што тој уште од 64-та го најавуваше, го предскажуваше со својата екстра чувствителност, сега нам тоа не се случува. Ако ја читате Гледаш во пепелта, таму судбински се реализира овој момент сега што го имаме на бегалците од Сирија, од Ирак, од Пакистан и така натаму. Ацо Шопов е роден на 20 декември 1923 година и доколку беше жив, на утрешен ден ке наполнеше 92 години. Тој е истакнат македонски поет, академик, преведувач и еден од основоположниците на современата македонска книжевност. Бил председател на Друштвото на писатели на Македонија, прв председател на Советот на фестивалот Струшки вечери на поезијата, член на Македонската академија на науките и уметностите МАНУ и на Македонскиот пен центар. Ацо Шопов бил и амбасадор на Социјалистичка федеративна република Југославија во Сенегал. Главната манифестација за чествувањето на 92 години од раѓањето на овој македонски писател ќе се случи утре во алејата на Заслужни во Бутел, каде што се наоѓаат неговите посмртни останки.